Не престануваат сомнежите од опозицијската ВМРО ДПМНЕ кон проектите кои се започнати или реализирани од страна на Социјалдемократскиот сојуз. По барањето пред неколку дена за проверка на документацијата за изградба на двете паркинг платформи и откако се уште нема конкретен одговор од позицијата, од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ Штип денеска повторно излегоа на прес. Советничката група на ВМРО ДПМНЕ го користи своето право, но и обврска, да бара како советничка група увид во одредена документација за одредени проекти кои ги спроведува Општина Штип. Во овој случај, бараме увид во документацијата за изградба на двете платформи во едната што е во центарот на градот, другата спроти театарот. Зошто го правиме ова? Ние пред неколку дена јавно преку медиумите побаравме увид во овие документи. Овие денови никој не ни се јави да ни каже дали може да вршиме увид или не може, па затоа на овој начин со писмено барање се обраќаме до градоначалникот и до председателот на Советот. Имено, ние однапред ништо не тврдиме дека има некои неправилности или злоупотреби, меѓутоа одредени работи фрла сомнеш на овие изведби на овие платформи. Значи, тајмингот на изработка, тајмингот на давање на одредени изјави пред нотар од страна на градоначалникот, рокот за извршување на задачите, последниот ден пред рокот дадено барање за дополнителни средства за вишоци за изработени работи, така да тоа ствара кај нас сомнеш. Работата на опозицијата е да врши контрола врз сработеното од страна на позицијата, но и начинот на кој што тоа е направено. Градоначалникот на Општина Штип, доктор Николов, согласен дека опозицијата треба да ја брка позицијата во нејзината работа, за таа да биде уште поуспешна, но не и залудно да се троши времето на пресови за работи кои може да ги побара и добие секој еден граѓанин на Општина Штип. Одобрение за градба на оваа платформа е уште 2010 година од друг градоначалник подпишана. За 2020 година, некаде 4-ти месец, решение за одобрување за измени во градба на истата платформа. И точно е дека е подкачена надмината сумата предвидена за изградба на оваа платформа, меѓутоа, по препорака на надзорот, тоа е МГ проект Скопје, каде што самиот надзор дава препорака дека мора таа платформа поради коритото на реката Отиња и мекото земјиште да се продлабочи уште 65 сантима од предвидените 5 метра, да отиде на 5 метри и 65 сантима по целата должина на самата платформа. И овде некаде се дополнително, по препорака кажувам на надзорот, и овде се дополнително зголемува за 70 кубни метри бетон. И на местото каде што се влегува во платформата од левата и од десната страна, исто така по препорака на надзорот кој што е во документацијата ставен, исто така се препорачува да се врши со армиран бетон и асфалтот одзгоре со цел да не дојде до попуштање и симнување на нивото на влезот на самата платформа. Вратата од канцеларијата на градоначалникот на Општина Штип е постојано отворена за сите граѓани на оваа општина и сите нивни потреби ќе бидат земени во предвид, истакна денеска Николов.